Државава во се потешка криза, а надлежните со очекувања и доправа со интервентни мерки. Надежите дека ќе се стабилизира состојбата со набавка на житни култури и масло за јадење, владата ги подкрепува со очекувањето дека Србија конечно ќе тргне рампата за Македонија. Но што доколку тоа не се случи, одговор нема. Ресорниот министер уверува дека храна ќе има и уште еднаш ги повтори интервентните мерки кои допрва ќе се спроведуваат на терен за зголемување на домашното производство. Земјоделците очекуваат дека производството на сончоглед ќе се зголеми за 20%, но дали ќе имаме масло до следната жетва, Министерството не водело евиденција. Ние не водиме евиденција колку има. Значи, ние сме задолжени за политиките кои што се несуваат во делот на производството на земјоделски производи. Сега е наред земјоделците. Ги имаат сите услови, ние треба да го зголемиме производството. Паника не треба да има, заради тоа што државата се грижи и доволно леп, брашно, јајца, масло за јадење ќе има. А што доколку Србија не ја крене рампата за Македонија? Очекуваме да ја крене рампата. Николовски најави дека оваа недела ќе биде и објавен повикот за користење на 6000 хектари државно земјоделско земјиште за производство на житни култури. Експертите велат, државата мора посериозно да интервенира за да се замени сегашниот увоз со домашно производство, бидејќи 2022 година ќе биде критична, а маслото за јадење и во иднина ќе биде скапо. За некој среден и подолг рок, веројатно ќе треба да се направат посериозни анализи, да се изработи една стратегија за обезбедување на храна со основните земјоделско-прехранбени производи. Се очекува да натаму некако се намали тој удар на ценовниот шок, но секако тешко дека кај маслото за јадење ќе се врати на оно ниво пред оваа криза. Веројатно ќе биде некаде на половината помеѓу она што е сега и она што беше претходно. Мојата препорака би било да се произведува што е можно повеќе за обезбедување на количина на храна, да се инвестира во капацитети за домашно производство. Според проекциите, до крајот на годинава се очекува интервентниот фонд да достигне 600 милиони денари, вклучувајќи ги и мерките за предстојната есенска сејдба. Како што рече Николовски, истиот ќе бил надополнуван цело време со нови мерки и политики.